Почитувани присутни, драги пријатели, добродојдовте на деветото поред најдобро организирано изразување, аргумент. Целта на оваа дебата, која што е смислена од дебатната програма на Младинскиот образовен форум, е секако да ја подобри културата на дебатата и да промовираме аргументација, да се залагаме за структура на говорење во јавниот дискурс, а мора да признаете, навистина ретко ја негуваме културата на дебата. Доволно е да ги погледнеме дискусиите кои што се случуваат на социјалните мрежи, значи отворете Facebook, отворете Twitter, од секое ќоше скокаат лични навреди, различни квалификации и етикети, некако говор на омраза од секоја страна, од рака се фрлаат разноразни шпекулации, спинови и многу лесно секоја теза се извртува и паѓа во спиралата на насилството. Тогаш, кога ќе научиме да дебатираме со аргументи, тогаш кога ќе се обидеме и ќе сакаме вистински да го слушнеме другиот и да го почитуваме туѓото и различно мислење, тогаш навистина ќе може да зборуваме за критика која што ќе биде конструктивна и мотивирачка. Тогаш промените ќе бидат неизбежни, интелектуалците ќе бидат органски, а младите ќе бидат активни и ангажирани. Кога јас прв пат пред 9 години бев во публика на истиот овој настан на аргумент, просто бев фасцинирана од толку многу млади луѓе кои се толку артикулирани во своите ставови и кои се толку аргументирани во она што го зборуваат. И таа фасцинација некако ме држи на вистина 9 години поред и верувам дека и оваа година во ова издание на аргумент ќе ви овозможиме квалитетна дебата на актуелна политичка општествена тема, која што ќе биде прецизно структурирана и организирана на начин на кој што ќе овозможи апсолутно фер дискусија и меѓу говорниците од двата тима, од афирмативниот и од негацијскиот тим, и се разбира на публиката, очекуваме интерактивен однос со вас. Тезата која што заеднички ќе ја дебатираме, ја гледате и зад мене, вели овој дом верува дека држава со ваква младина не треба или пак треба да се грижи за својата иднина. Би сакала на почеток само да ви ги представам говорниците, а малку подоцна ќе ги викнам да ми се придружат на сцена. Афирмативниот тим го сочинуваат Бесворт Идризи, Славчо Димитров и Тања Царовска, а негацијскиот тим го сочинуваат Ивана Туфегич, Аделина Марко и Коста Петров. Настанот аргумент, организирано изразување е поддржано од Фондацијата Отворено општество Македонија во рамки на јубилејното 25 годишно прославување од постоењето на ФОМ, организирана од Младинскиот образовен форум, а инаку верувам дека знаете, Фондацијата Отворено општество Македонија 25 години работи на создавање динамично и толерантно општество во кое граѓаните ќе бидат силни, активни и вклучени, а властите ќе бидат одговорни, отчетни и отворени за соработка. Во текот на овие години има дадено поддршка на разноразни иницијативи кои што се залагале за подобрување на образованието и здравството, владењето на правото, почитувањето на човековите права и слободи, плурализмот во медиумите, слободата на говорот и така натаму и така натаму. Дебатата е една од клучните теми на кои се фокусирани фондациите на Отвореното општество, а МОВ, верували ли не, постои од својата 99-та година и скоро 19 години група на ентузијасти по дебата се повеќе ја промовираат аргументираната и квалитетна дебата. Вечерва во овој прекрасен простор на Музеот на современа уметност сме некако како на Агора. Па затоа прашањата кои што ќе ги отвориме во рамки на главната теза на вечерашниот аргумент ќе не натираат сите нас да се приспитаме каде е всушност младиот човек денес. Од една страна едуциран, активен и ангажиран, или пак конформистички некако предаден на општествената инерција, партиски зависен и индоктриниран, апатично завален во својата фотелја или денес модерно е на својата тастатура. Имаме ли, како што вели Дерида, одговорно анархични млади луѓе, или пак секој обид за подобар живот на младиот човек во Македонија е само еден вид на Дон Кихотски потек. Ке промислуваме како ја негуваме всушност културата на дебата, колку се почитуваат човековите права и слободи, до кој степен Македонија е на патот на вистинско демократско општество и што правиме всушност ние со социјалното затопување на нашиот културен нер. На крајот на криштата се бориме ли за вистински промени?
Младите луѓе, чисто како податок, ќе ви го кажам на почеток, верувам дека многумина од вас и го знаат, сочинуваат 1/4 од популацијата на Македонија, но да, овој податок не знам колку е релевантен, бидејќи се работи за единствениот податок кој може официјално да се добие, а тој доаѓа од пописот кој што беше пред дури 15 години, така што бројките реални во овој момент се навистина поинакви. Некои млади луѓе кај нас се уште живеат како во реално шоу, други пак постојано мислат дека други луѓе им се виновни и одговорни за нивната уднина. Некои земаат на вистина проактивна општествена улога, некои се борат, некои заменуваат, некои се иселуваат, секој се обидува својот пат на сониште идеали да го реализира на најдобар начин онамо каде што мисли дека најдобро ќе може. А кои се вашите позиции, секако дека ќе сакаме да слушнеме во текот на овој аргумент, тоа значи дека после говорниците во еден момент ќе правиме и вклучување со прашања и коментари од публиката. Ќе имате можност и афирмативниот и негацијскиот тим да го прашате, а правилата за тоа како ќе се одвива дебатата наскоро ќе ви ги објасниме. На почеток сепак би сакала да поканам да ви се обрати, да го отвори овој аргумент извршната директорка на МОВ Дона Косторанова. Повелете. Добро вечер на сите. Јас ќе бидам најмалку интересниот дел од овој настан, но би сакала пред се да ви посакам добри дојде во името на МОВ и на целиот негов тим. И во мојата прва реченица да им дадам огромно благодарам на волонтерите кои се таму некада и ни помагаат да го направиме овој настан. Ви благодарам што сте дел од денешната дебата. За оние кои прв пат доаѓаат на аргумент, се надевам дека можам да ви ветам дебата каква што никогаш до сега не сте видела. И пред најавата на дебатата, зошто го правиме ова? Ана кажа, МОВ е здружение основано од група дебатери, но да не се чувствуваат запоставено, морам да ги споменам тука и правниците од Учима право, истражувачите, Радио МОВ и тимот на активизам кои што заедно помагаат да правиме вакви настани. И најголем дел од луѓето во МОВ, впрочем, се и дебатери или правници. Како ученици по дебата, па потоа како предавачи по дебата и на крај како луѓе кои организираат настани за нашите дебатери. Оно што го правиме вечерва тука е нешто што дебатерите на МОВ, средношколци и студенти, го прават речиси секој викенд во нашите простории. Тоа што го правиме за нашите дебатери е нешто што сакавме да го споделиме и со јавноста. Иако Македонија не е земја со добра дебата, има многу добри дебатери кои победуваат и се враќаат со пехари и со медали од различни турнири. За илустрација, Теодора, координаторката на дебатната програма, е 4-ти најдобар говорник во целиот свет пред 3 години за дебата во англиски како странски јазик. И таа е само една од многуте дебатери кои успешно ја представуваат Македонија низ целиот свет. И малку иронично што имаме толку дебатери, а толку слаба дебата во општеството. И еднаш седавме, имавме еден мисловен експеримент. Дали во Македонија има публика која би сакала вечерта да си ја помина на дебата, наместо во кафич, наместо во кафана, наместо на рандом концерт, дали би сакале луѓето една вечер да поминат на дебата. Мисловниот експеримент стана реална идеја, реалната идеја стана реален настан и во 2009 чинам прв пат дебатиравме и се случи првата дебата со спротивставени гледишта за, тогаш актуелно, Скопје 2014 го или не го унапредува македонското општество. И од тогаш дебатиравме за се. За иселувањето, за изборите, за меѓупартиските преговори, за излезот од кризата. Дури имавме и дебата за дебатата, но вечерва ја посветуваме на младите. Кога го почнавме аргумент, немаше никаква дебата во македонскиот медиумски простор. Никаква. Општеството беше поларизирано, конфликтно, заробено во медиумска пропаганда и дебатата се случуваше спорадично со истомисленици кои едва и се насогласуваа или повремено една дебата, па на друга ќе им одговорат, па на трет пред ќе вратат, па на четврт ќе се дообјаснат. И ние сакавме да поставиме добар пример и младите луѓе да покажат како треба да изгледа една дебата во општеството. Сега има многу повеќе дебатни емисии од тогаш. 9 години подоцна, во дел од нив и ние сме учествувале да бидат такви какви што се, но се уште немаме вистинска, аргументирана, фер и структурирана дебата и затоа чувствуваме дека аргумент се уште ни е потребен. Спроведуваме дебата затоа што тоа развива критичка и логичка мисла. Спроведуваме дебата затоа што тоа ги вежба вештините за јавно говорење, вештините за реторика и направи посклони да си го користиме своето право на слобода на говор. Не прави да ги разбираме различните ставови како еднакво важни на нашите и Карл Попер кажал, никогаш не сум научил нешто од некој кој се согласил со мене. Затоа,
дебатата треба да биде задолжителен елемент од животот на секој млад човек. И ние се трудиме да ја има, затоа што помага на крајот на денот да имаме гласни, аргументирани, бескомпромисни граѓани во ова општество и кои ќе ги одразат сите негови разлики. И затоа поразува кога ќе сватиме дека фактите велат дека имаме 75% од средношколците кои никогаш не учествувале во дебата, никогаш не одржале презентација и никогаш не посетиле институција. И тоа е страшно. И МУФ и други организации се борат бројот да биде помал и ова да го компензираме, но на крајот на денот ова треба да биде дел од формалното образование и задолжителна активност во секое училиште. И овие вредности да бидат достапни, да бидат вежбани од секој млад човек, затоа што не може да очекуваме младите луѓе да бидат критични, логични, отворени за различни мислења, аргументирани и да користат слободен говор, ако тоа не сме им дале шанса да го вежбаат. И истото важи за многу други теми, за самоорганизирањето. Ако не ти дадат простор да го користиш твоето право на слободно здружување, нема да знаеш како. Ако не ти дадат простор да бидеш активен, бунтовен граѓанин, тогаш навистина ќе ти биде тешко првиот пат кога ќе оправиш тоа. И ако не ти дадат можност да бидеш третиран како еднаков, тогаш ќе бидеш инхибиран. На скалата на учество, македонските млади често рангираат на едни-две места, тоа се токенизам и декорација. Тоа може лесно да го видите во било која училишна приредба, каде само парадираат, или во било која пресконференција, каде некој зборија 10 млади луѓе позади седат. Тоа е тоа што не е учество. Ние треба да стигнеме до нивото каде младите луѓе ќе бидат прашани, консултирани, ќе иницираат и на крајот ќе учествуваат. И треба да се прашаме како да стигнеме до таму. Затоа што овој настан и нашиве животи се случуваат во едно чудно време, посебно овој период кога отпоново учиме како да одиме, отпоново си ги реоткриваме нашите граѓански права и слободи, отпоново го искусуваме општеството во кое живееме и за прв пат можеме да го видиме во сето тоа што е убаво и сето тоа што е грозно во него. И општество кое се обидува да исплива од регресија и сфрустрирано дека не треба да е така и ова треба побрзо да се случува. Општество кое сите сакаме да оди напред, што е можно побрзо, и сите наоѓаме свој најразличен начин да го направиме тоа. И затоа е клучно да бидеме солидарни, но и да си даваме поддршка во различните начини да напредуваме кон како една единствена целина, а тоа е заедничко општество и на секој начин кој можеме да придонесеме да се стигне тоа. Мислевме дека е тешко да се бориш против, ама изгледа дека е многу потешко да се бориш за. Да знаеш како тоа што го сакаш да стане реалност, справедлива, одговорна и практична. Но мора да бидеме отворени да работиме заедно едни со други. Но ќе привршам. МОВ започна во 99-та година, нема да зборувам многу за МОВ, ќе зборувам за домакините на овој простор кој не возможија да го правиме овој настан, Фондација Отворено општество. МОВ започна во 99-та година како спин-оф на ФОМ, што значи тоа група млади луѓе обучени за што е дебата, решаваат дека таа визија треба да ја расшират низ државата и одлучуваат да формираат своје здружение, Здруженијето дебатери, се среќаваат со подеднакво ентузијастичните правници од Учиме право и се случува МОВ. И МОВ од тогаш се бори за многу работи, се бори за подобро образование, за да се чуе гласот на младите, за младенски представнички тела, за дебата, за активизам, за слободни медиуми, но она што е посебно денес е што сме дел од 25 години Фондација Отворено општество и нивниот јубилеј во кој што имавме прилика да организираме настан и ние одлучивме тоа да биде ова. Она што ќе го споменаме мојот прв контакт со Фондација Отворено општество, кога имав 16 години на некој дебатен турнир, не сум била многу лоша, па ми дадоа некоја награда. Таа награда беше една голема тешка книга во секоја смисла на зборот, и буквална и фигуративна, која што се викаше Демократска Македонија. Ние однесов дома и почнав да ја читам, па не разбирам, па тука тешко е, ама немав таква книга јас од училиште. Немав книга што зборуваше што е демократија и како се применува, немав книга што зборуваше што е современа Македонија и како изгледала последниве години. И ми остави белег. И на многу млади луѓе фондацијата им оставила белег. Било тоа да бил ранецот што си го добил да идеш во школа за да не мораш да ги носиш книгите во кеса. Било тоа првото патување надвор од државава на некоја размена. Било тоа стипендијата да имаш квалитетни магистарски студии некаде на некој престижен универзитет. Било тоа книга од Хиченс прв пат да имаш во рака и да можеш да ја прочиташ. Било тоа некој безрезервно да ти верувал кога си сакал да спроведеш некоја иницијатива и да направиш нешто. И оттаму зборувам и во лично име и во името на МОВ, фондација е партнер во кој имаме доверба. Партнер кој не се плаши да ги допре тешките и контроверзни теми во тешки и контроверзни времења, кој не се воздржува да реагира и брзо и споро и како и да е потребно според оние кои чувствуваат дека треба да се реагира. За илустрација, кога ќе отидеме и ќе кажеме сега мора нешто да се направи, имаш некој кој ќе каже што и зошто. Например, пред само половина година требаше да се усвои законот за високо образование и ние рековме чекајте. Студентите немаат дебатирано за овој закон, мораме нешто да преземеме. И фондација рекоа навистина.
Отидовме заедно кај Министерството за образование и рековме не смеете да усвоите закон без студентите да кажат што мислат. И они рекоа вистина. И имаше дебати од кои што произлегува заклучоци кои денеска се дел од усвоениот текст на законот за високо образование и тука некаде меѓу последните делови на овој таймлайн. Имало и други такви работи, кога првпат се спроведе екстерното тестирање и почнаа да звонат телефоните дека нешто не е во ред. Тоа беше еден партнер на кој рековме, слушајте, учениците и родителите имаат проблем, мора да размислиме што ќе преземеме. Тоа нешто беше првата петиција каде 26.000 вокални граѓански потписи рекоа екстерното треба да се укине или да биде пилот. Имало и ризични теми, првото занимавање со корупција во високо образование, постарате онде со Кирил и Методи со врзани очи и се уште имаме корупција и треба да се бориме против неа. Имало и откачани идеи во времето кога медиумите едва и да имаа новинари кои покриваат образование, ние решивме дека ќе отвориме медиум што само образование и млади ќе покрива. И еве го Радио МОВ, секоја година е подобра од претходната и е еден од најфокусираните медиуми на млади, образование и граѓанско општество. Оваа изложба, инаку, мене ми е многу интересна, изложбата и монографијата, затоа што не се приказна за Фондација Отворено општество. Ова се приказни за нашето општество во последните 25 години. И ќе видите, не вели ФОМ, обучи толку млади, дадовме вакви активности. Вели во Македонија се случуваше ова. Ние ова го направивме. ФОМ е нераскинлив дел од нашето општество и нашето општество очигледно според овие записи е нераскинлив дел од фондацијата. И оттаму, на нас како граѓански активисти, само би ни порачала да се подсетиме и инспирираме од тоа, дека ние не постоиме за да постоиме. Ние постоиме за да ги представуваме интересите на нашите конституенти, на нашите сограѓани, на оние со кои заедно работиме и делуваме, и на оние кои се ранливи и сакаме да ги заштитиме. Ние не смееме да бидеме стагнатични и стабилни, ние мора да бидеме некогаш и реактивни и прогресивни, зависно од курсот на општеството во кое живееме. И затоа толку ми се допаѓа оваа изложба, затоа што го одразува тоа. Битката за отворено општество е битка за демократско владење, за слободно изразување и почитување на човековите права. Битно беше многу од нас, како и фондацијата, да бидеме без задршки во битката за демократско општество, за демократија без разлика кого треба да соочиме, за слобода на говор без разлика што ќе биде кажано и за човекови права без разлика чиви се. И оттаму, верувајте ми, ќе завршам, ми ќе се тргнам, ми ќе можете да ја преследите вечерашнава дебата, но пред тоа би сакала во името на Младински образовен форум и во моje лично име како граѓанин, но и како млад човек кој е растен во оваа држава, да изразам искрена благодарност на Фондацијата Отворено општество и да ја поканам Фани Карамфиловска-Пановска за едно символично врачување на нашата благодарност во форма на благодарница. Епа, зашто многу години. Благодарам. Најголемата гордост на фондацијата во изминатите повеќе од 19 години. Можам слободно да кажеме Младинскиот образовен форум, така да продолжите, ви благодарам. Честитки за признанието. Дона дефинитивно ве излажа дека ќе биде најздодевниот дел на аргумент. Незиниот инспиративен говор не потсети што изминатите 25 години се случуваше во Македонија и каде беше младиот човек низ сите тие искуства. А дали младите се енергични и некомпрометирани, живеат ли слободно, имаат ли духовна автономија да го кажат она што го мислат и да го прават, се разбира, без да му наштетат на другиот. Чисто како податок, младите се двојно повеќе невработени од останатите своји граѓани. Сите овие теми или само дел од овие теми ќе бидат под чадорот на она што е наша вечерашна теза. Овој дом верува дека држава со ваква младина не треба да се грижи за својата иднина. Или треба? Ке слушнеме, значи, 6 говорници кои низ аргументи ќе дебатираат и пред да ги повикам настана, би сакала да повикам двајца дебатери и искусни предавачи од МОВ, Вангел Ѓоргиев и Тамара Илиоска, низ воведна презентација да ни кажат што е тоа аргумент, што е дебата и да ни ја објаснат прецизно структурата на вечерашнава дебата на аргумент. Повелете. Добро вечер, јас сум Тамара. Здраво и од мене, моето име е Вангел. Ние сме дебатери од дебатната програма на Младинскиот образовен форум и пред конечно да проследите дебатата, накратко ќе ви ги представиме основите на дебатата. Значи, прво и основно, дебатата представува вид на аргументирање.
Целта на дебатата не е двете страни кои што дебатираат да напуштат просторијата со некој меѓусебен договор, туку целта на дебатата е да го оспори секое прашање за кое што би можело да се има некој став. Дебатата по природа е формална активност, односно структурирана дискусија со дефинирани периоди на комуникација. На сите страни во дебатата има дадена еднаква можност за да ги презентираат своите ставови и исто така дебатата дозволува подготовка и креирање стратегии. Секоја дебата има своја конкретна тема, што го прави процесот на дебатирање многу понасочен од, да речеме, на некоја обична дискусија. Најважно, дебатата вклучува развој на идеи и сеопфатна и длабинска анализа. Откако се запознавме со што е тоа дебата, сега Вангел ќе ни ги представи основите на секоја дебата. Основите на секоја дебата се теза, аргумент и формат. Прво ќе збориме за теза. Во секоја дебата потребно е да се одреди главното прашање, односно судирот, кој што претпоставува определена проблематика. Потребно е таа проблематика да се реши, односно двата тима да понудат определени решенија кои што ќе решат таа проблематика. Секоја теза потребно да е дебатлива. За да се добие квалификацијата на дебатливост, потребно е како едната, така и другата страна да представи определена аргументација се со цел да може да ја убеди публиката и нели се разбира да ја победи дебатата. За да го направи тоа, потребно да има добра интерпретација, да знае за што точно треба да дебатира. А доколку има добра интерпретација, следствено ќе има и многу добар градено случај. Секој случај се состои од аргументација. Аргументот е основа на секоја дебата. Денеска тука двата тима ќе ни представат аргументи со тоа што тоа ќе бидат на еден начин нивните идеи, но многу структурирани и организирани. Тоа значајно се разликува од било која дискусија која вие надвор би ја имале во секојдневието. Односно, токму таа структура и организација е тоа што го прави аргументот аргумент. Во поглед на самите аргументи, потребно е да знаете дека постојат три елементи на аргументот, а тоа се тврдење, објаснување и доказ. Тврдењето е всушност најопшто кажано името или насловот на самиот аргумент, тоа е една претпоставка која што треба да следи после нејзе објаснување. Објаснување на самото тврдење. Тоа е содржината на самиот аргумент. Следствено мора со самото објаснување да следи и доказ. Доказот е всушност тоа што му дава повеќе тежина на самиот аргумент. Но покрај тоа, што може да видите, тврдењето, објаснувањето и доказот мора да бидат споени во една врска и да представуваат една кохерентна целина. Тоа е најзначајното што треба да го знаете за аргументот, а понатаму ќе продолжи Тамара за формат. Значи, форматот на денешната дебата потекнува од Карл Попер, односно формат на дебатирање кој што повеќе години се практикува во МОВ. Најпрво ќе ги проследиме излагањата на говорниците од афирмацијската и негацијската страна, потоа ќе следува дискусија, односно кратки прашања од публиката и денешната дебата ќе ја заокружиме со завршните говори на нашите говорници. Најпрво дебатата ќе отвори првиот говорник од афирмацијската страна, на кого ќе му се спротистави првиот говорник од негацијската страна и така до крајот ќе го слушаме афирмацијската па негацијската страна за сите тројца говорници. Тројца од секоја страна, односно 6. Единствено само да додадам е дека секој говор ќе трае по 6 минути. Понатаму ќе следи дискусија, во таа дискусија вие како публика ќе може да поставувате прашања на говорниците. Дискусијата ќе трае 15 минути, секое прашање ќе може да биде поставено во временски период од 30 секунди, а одговорите ќе бидат дадени во временски период од 2 минути. И би ве замолиле да се држите на стрикното време со цел да може да поставиме што е можно повеќе прашања на говорниците. По самата дискусија ќе следат и завршни говори. Во завршните говори самите говорници ќе можат накратко да ни кажат за што се залагале оние, да направат една сумација на одговорите кои што ги дале на вашите прашања и при тоа да ни покажат зашто оние заслужуваат да ја победат вечерва дебатата. Редоследот по кој што ќе ги даваат своите говори ќе биде истиот по кој што ви го објасни претходно Тамара во поглед на нивните основни говори. Па така да ви посакуваме добра и квалитетна дебата. Благодарам. Ви благодарам. Ти објаснија се, мене ми останува уште многу малку да зборувам, а бидејќи како што кажа извршната директорка на МОВ Дона Костуранова, дека обично сме навикнати младите да бидат
кога некој зборува како декор во позадина, јас тоа често низ медиумски јазик го велам чисто како сценографија. Јас се чувствувам крајно несигурно и некомотно што денеска немам млади луѓе како сценографија, па затоа нема да стојам повеќе овде, ќе седнам на позицијата на која нема да имам никаква хиерархиска надреденост над нашите говорници, кои сега ќе ги повикам да ни се придружат на сцена и наскоро да го почнеме главниот дел на дебатата. Ве молам еден аплауз за двата тима, а јас ќе ви ги кажувам еден по еден. Прво го представуваме афирмацијскиот тим, го поканувам Бесворт Идризи, актер, режисер и водител на контактна програма на Оматос. Славчо Димитров, активист, истражувач и дел од тимот на коалиција Маргини. Тања Царовска, уметник или ради родова сензитивност би рекла уметница, може Тања Царовска. Тоа е афирмацијскиот тим. Сега го поканувам и негацијскиот тим Ивана Туфегич, најмладата пратеничка во Собранието на Република Македонија. Аделина Марку, колумнистка, директорка на Дипломатската академија пред МНР, но тука ќе зборува од свое лично име, а не од името на институцијата, се разбира. И последниот говорник Коста Петров, предприемач, бизнис автор и основач на P-World. Верувам дека ќе уживаме заедно во нивните аргументи, само да ви информирам дека настанот ќе биде снимен, а коментари и фотографии ве охрабруваме да споделувате на хаштагот #ArgumentMK. Значи, дебатните тримови ќе треба да презентираат неколку аргументи со кои што ќе треба да потврдат или негираат тезата. Накратко, чисто како некакви насоки кои на почеток би сакала да им ги дадеме, која е состојбата со почитувањето на правата, слободата и демократијата во Македонија, какви се можностите за финансиска независност, достојна работа и квалитетно образование за младите луѓе во државата, каков е животот и перспективата за младите во нашето општество и ако младите се резултат на општеството во кое растат, тогаш какви млади создава оваа држава и што е тоа што Македонија ќе им го понуди на своите млади граѓани за да ги задржи овде. Ја отвораме дебатата, почнуваме со првиот говорник од афирмативниот тим, Бесворт Идризи, повелете. И имате честа со вашите 6 минути да го скршите мразот. Само моето време да го уклучам. Добро вечер до сите и првенствено да се заблагодарам до сите кои што беа вклучени во организирање на овој настан, затоа што навистина е чест и задоволство да се биде учесник во ваков настан со ваква тема, особено што темава е значајна и особено што не само што е значајна темава, туку за оваа тема е вистинско време да се говори. Првен, значи, само да објаснам, јас сум дел од тимот кој што се залага, односно ја брани тезата дека држава со ваква младина треба да се грижи за својата иднина. Ја би додал не дека само треба да се грижи, туку држава со ваква младина треба да биде загрижена за својата иднина. А тоа е затоа што првенствено за каква младина разговараме. Јас младината би ја поделил на две групи. Збориме од една страна за младина која што е приморана да ја напушти државата поради екзистенцијални причини, а тоа најчесто е младина која што е најобразувана, младина која што е најформирана како единки, секоја единка припадник во неа, младина која што е потребна за било која држава и секоја држава би сакала да има таква младина. И од друга страна имаме младина која што најчесто останува во Македонија и младина која што најчесто таа младина се составува од млади луѓе кои што се партизирани, кои што се багабонти, од младина која што не е образована, младина која што не функционира според одредени норми и правила на општеството. За жал. Сега, поради тоа што јас сум единствен од мојот тим кој што е вработен и кој што е државно вработен, значи јас работам во Албански театар, во национална установа, јас би говорил малку повеќе за што тоа значи да се биде вработен во Македонија. Првенствено за да се биде вработен не само во Македонија, туку било каде мораме да имаме одредено образование. Сите знаеме, претпоставувам, дека образованието во Македонија е ужасно, е катастрофално. А тоа е такво поради тоа што на владите претходно и делумно на оваа влада, затоа што дуи е константа на владите,
лошото образование е одличен партнер, одличен нивни партнер. И тоа е поради тоа што они сакаат да имаат такви млади, не доволно образовани, и исто така преку лошо образование или преку овозможување на секој да има високо образование, да се стекне со високо образование, они го намалуваат бројот на невработеност во Македонија, затоа што тие луѓе кои што веројатно не би требало да завршат студии, тие би требало да најдат работа, но кога завршуваат средно образование, бидејќи не можат да најдат работа, тие се или приморани да заминат од Македонија или да завршат факултет затоа што нема што да прават со себе. И потоа истото се повторува и за втор циклус студии, па и за трет циклус студии. И на тој начин се смалува бројот на невработени. Но како вработен човек, јас би препорачал до сите млади, затоа што во изминатиот период се наметна таква клима дека да се вработиш особено во државно вработување, тоа е врв, тоа е топ, тоа е најдоброто нешто што може да му се случи на еден млад човек. Не е вистина, нека не ве лажат. Да се вработиш во државно работно место, тоа значи ужас. Тоа значи се што сте научиле да заборавите. Тоа значи сите професионални стремежи да ги тргнете на страна. Тоа значи не знам уште колку време има. Тоа значи дека ќе треба и ќе мора да се вработите партиски. Тоа значи дека ако се вработите, ако имате таква среќа да се вработите, ќе треба да не работите. Тоа сватете го како добар пример дека не треба да работите, затоа што ако работите, следствено на тоа кој работи може и да сгреши и следствено на тоа ќе бидете казнати за вашите грешки. А тие кои што не работат, особено тие кои што седат дома и добиваат плата, тие ги имаат сите можни бенефиции. А згора на тоа, ако веќе сакате да работите, ако веќе имате идеја да работите во државна работа, тогаш работете противзаконски. Тоа е вистинскиот начин како треба да се работи, затоа што за тоа ќе бидете наградувани. Можам да наведам и примери, за жал немаме статистики и морам по примери да го водам тоа. Ако веќе збориме за како тоа функционира во државна работа и што тоа значи за кадровска политика. Значи само да ги споменеме, да не заборавиме дека кога збориме за кадровска политика, не можеме да ги заборавиме Љубе Бошковски, не можеме да го заборавиме Џезари Шакири, не можеме да заборавиме на Димитар Грчев, синот на Мирослав Грчев, не можеме да заборавиме на Бесијана Џафери, керката на Талат Џафери, не можеме да заборавиме на Ермал Мехмети, братот на Ермира Мехмети. И како сите тие луѓе се вработуваат и кој е начинот како се доаѓа до работа и особено до добра работа со добра плата. А кога збориме за незаконско работење, можам како пример да го наведам директорот од поранешниот директор од Тетовски театар, човекот кој што го урниса Тетовскиот театар, човекот кој што го заглави Тетовскиот театар во долгови и поради тоа беше Тетовскиот театар беше буквално унаказен да не може да работи ниту една представа, да не може да продуцира представи во изминативе 2 години, затоа што имаше блокирана сметка и јас сум горд на тоа што ја бев еден од тие луѓе кои што ја блокираше сметката на тој театар. И тоа беше со тој човек кој што го урниса тој театар, тој човек потоа беше унапреден и дојде до ситуација да сега е државен секретар во Министерство за култура. И освен тоа, тој е истиот човек кој што ги направи сите проблеми и сите скандали во Министерството за култура со доделување на проекти за СУНЕТ и со доделување на проекти од кои што апликантите бараат да речеме 200.000 денари, а тој им додели 300.000 денари. Благодарам. Може вака 10 минути да зборува без да земе воздух. Ова ни модератор не го може. Напити се малку вода. Да, дишете длабоко. Значи, заклучокот е дека веројатно главна борба на секој човек е освојување на простор кој е ослободен од стегите на конформизмот и на партискиот клиентелизам. Сега поканувам и првата говорничка од негацијскиот тим, Ивана Туфигич, да ви се обрати. Имате незините 6 минути. Фала. Најпрвен, фала за поканата на овој навистина многу важен
настан кој што ни се случува, бидејќи доаѓам од собрание на Република Македонија, така што таму не гледате аргументирани дебати и од тука вакви настани си повеќе од добредојдени за нашето општество. Морам да кажам на почетокот дека истото што го зборуваше Бесфорд го мислев некаде до 2014 година. И особено последните примери кои што беа набројани. И од тука моето денешно излагање за тезата зошто државата не треба да се грижи за својата иднина, ќе го почнам со отприлика 3 прашања. Првото прашање би било што направивме. Второто прашање би било колку се променивме, односно колку се менува нештата или се менуваат денеска околу нас. И третото прашање е каде одиме, односно каде сакаме да одиме. И тоа ме води, затоа и почнав со 2014 година, бидејќи истото го мислев до таа година, до појавата на студентското движење, студентски пленум. И ова е зборувано многу пати во нашето општество, меѓутоа сметам дека оваа денешна теза треба повторно да ги истакне значењата на сите оние движења кои што ни се случува изминатите години, почнувајќи од 2009 со архибригада, па се до студентски и средношколски пленум, затоа што сите тие движења беа водени од млади луѓе, беа водени од луѓе кои беа бунтовни, меѓутоа на почетоците беа во помали бројки. Се додека тоа не се окрупни во едно огромно движење 2014 година, предводено стриктно од млади луѓе. И тоа беше таа година кога јас реков не се иселиле сите од тука. Тука останале и некои луѓе кои што имаат вредности, имаат принципи, кои што се образовани, кои точно знаат какво образование сакаат да имаат, точно знаат какво општество сакаат да имаат и точно знаат што бараат. И тоа беше едно големо изненадување за мене лично. Меѓутоа нема понатаму да подсетувам, туку ќе продолжам со две тези кои што сметам дека тие движења ги придонесоа на нашето општество. Првата е спората промена на политичката култура во Република Македонија, од една поданичка политичка култура, каде што државата треба да ги утврди приоритетите. Претходно беше кажано, фала за кампањата, за младите да престанат да веруваат дека работа во јавна администрација е врвот на нивните животи. Односно, државата ги утврдува приоритетите, државата ги утврдува работните места, државата фактички, односно владата прави се во една партиципативна политичка култура која што денеска вели и тогаш велела и успеваше помалку, меѓутоа тоа беше многу малку за она кое што младите луѓе го бара, а тоа е партиципативна политичка култура која вели ние ги одредуваме приоритетите, а вие сте наши луѓе кои што сте платени за тоа и вие тоа морате, имате должност да го исполните. Како пример ќе го дадам Законот за високо образование, кој што беше усвоен овој месец и е еден од првите закони кои беа усвоени во македонското, зборувам целосно нов закон, не измени и дополнувања, што укажува на тоа дека движењата влијаеле кон поставувањето на високо на еден од приоритетите во образовните политики. И вториот момент е промената на свеста. Промената на свеста во смисла менталниот склоп на луѓето, каде што почнува да се зборува за почитување на различности. И тоа веројатно го должиме на сите тие млади луѓе кои беа по улиците, кои не им беше важно за етничка, религиска, партиска, сексуална и било каква друга различност на сите луѓе кои чекореа со нив и кои што го наметнаа тоа како политика која што денеска е државна политика. Бидејќи претходно се плашеа луѓето да, особено партиите кои се борат за гласови, се плашеа да зборуваат кон условно речено другиот, затоа што двете условно речено двете заедници живееа во гета. И мислам дека тоа е без разлика што и да веруваме, што и да сме очекувале дека ќе се случи, а не се случило.
мислам дека можеме да бидеме горди на младината која што на младината која што го се избори за да не донесе до промената денес во смисла на свеста. Борбата внатре во системот е многу бавна, многу тешка, на моменти и невозможна. Меѓутоа, тоа не значи дека и луѓето од внатре, меѓутоа најмногу луѓето кои што се надвор, не треба да продолжат да притискаат, а верувам, познавајќи ги сите тие луѓе изминативе години, дека никогаш нема да се заморат од тоа да притискаат за да младите луѓе и квалитетот на живот на младите луѓе бидат на врвот на приоритетите на секоја влада. Благодарам. Благодарам, Ивана. Слушајќи го последниот дел од говорот кога ги спомна различните, се сетив на она мисла на Едвард Саид која вели интелектуалецот, а нели сите вие или сите ние како млади луѓе претендираме да бидеме интелектуалци. Интелектуалецот ја има она јавна улога во општеството да им ја плеска вистината во лице на моќниците и да ги застапува оние кои се незастапени, послабите, различните, маргинализираните. Сега одиме и со следниот говорник од афирмативниот тим, Славчо Димитров, активист, истражуваш дел од тимот на коалиција Маргини. Славчо, вашите 6 минути. Тезата која што е поставена денески околу која што дебатираме, важно да се каже, дека е цитат на Јосип Броз Тито 1968 после студентските протести во Белград. Она што може да изнуди насмевка, мислам дека треба да биде прашање на сериозна размисла и не случајно го споменувам ова. После протестите и после оваа изјава некој шпекулира дека Тито ги отвара студентските и младинските центри низ главните градови во републиките на Југославија за да ја замолчи младината и да ја даде некаков простор во кој што ќе се играат младински игрички. Но која и да е причината, поради тоа останува еден факт дека тој простор беше даден и се создаде младина која што денеска во светот е препознаена као носителот на едно од најзначајните авангардни културни интелектуални движења кои што се случија. Прашањето кое што се наметнува е што има да кажат денес и овде нашите политичари на младите. Што ќе им понудат во моментот кој ќе им речат дека вие сте оние кои што ја носите иднината во оваа држава. Мислам дека тоа е нешто кое што недостасува. И втората причина зашто го споменувам, за да ја поставам основата на мојот аргумент, а тоа е дека кога Тито го вели ова, го кажува во едно општество кое што е утописко, со сите своји проблеми и недостатоци, кое што завршува така како што завршува, меѓутоа кое што има еден темел, а тоа е дека човекот е пред се социјално суштество кое што не постои надвор од релациите кои што ги гради со другите луѓе. Човекот е протетичко суштество, му требаат протези, му требаат услови, му требаат можности, му треба општествена инфраструктура, му требаат хоризонти преку кои што ќе се инспирира и во кои што ќе се изразува. И му требаат пред се другите луѓе и нивната солидарност за да може да направи било што, било кој човек во општество и конечно му треба државата која што ги постави тие темели за да може да се изрази тој човек. Важно е ова да го сватиме за да прво расчистиме со митот на привилегираните дека човекот е една апсолутна самодоволна индивидуа која што може да постигне и да успее да направи што сака, само е потребна добра и силна волја за да се успее во тоа. И конечно за да сватиме дека ваква држава, не држава, туку ваква држава со ваква младина која што ја продуцира има потреба да се грижи за својата иднина. Зашто има потреба да се грижи оваа држава за својата иднина и што направи оваа држава за да ја веќе во старт доведе под прашање својата иднина овие луѓе кои што треба да ја градат. Прво, загаден воздух. Иднината на оваа држава е иднината на младите македонски бели дробови кои што допрва ќе ја плаќаат цената за негрижата на оваа држава и кон повозрастните и кон младите. Двојно поголема невработеност помеѓу младите. Држава која што гиускратува можностите на младите. Каква младина продуцира тоа? Младина која што е зависна. Над 80% од младите над 18 години живеат со своите родители. Младина која што е зависна, која што е инхибирана, која што е без можности да посетува реномирани и значајни културни настани, да ги купи и да ги има најновите, најзначајните и најпрестижните научни изданија, критички, теориски текстови, литературни текстови
и така натаму. Тоа е младина која што не може да си дозволи да се социализира, да гради нови светови, да гради нови топоси на слободата, нови места и простори на креацијата и на изразувањето. Понатаму, само 1% од студентите на универзитетот во УКИМ биле досега на каква и да било студентска размена, дали за целосно за студии или на повремен престој во друга држава. Тоа ни зборува за младина која што не може да се соочи се уште со разликите и со различните можности кои што ги нуди светот. Тоа е младина која што е затворена во универзитетот и во образовниот систем како што е македонскиот. Тоа е младина која што во тој образовен систем нема можности да добие средства да истражува, да направи сериозно истражување, доколку работи дипломска работа, доколку работи магистерски труд или доколку некој работи докторски студии. Тоа е младина која што нема пристап до најновите и најрелевантните научни текстови и списанија за кои што универзитетите се уште не се претплатени, а за чие што користење младите треба да платат повеќе од тоа што можат да си го дозволат нивните родители. 1/3 од младите не биле во кино. Тоа е младина која што нема отворен сензориум за нови слики, за нови визии, за поинакви чувства. Понатаму, младите во оваа држава се заробени во институционално разорен систем. Младите не им веруваат на институциите, тоа го покажуваат сите истражувања. Младите не учествуваат во политичките процеси. Тие се целосно игнорирани. Исходот на тоа е дека истражувањата покажуваат младите во Македонија во огромен процент не знаат да се позиционираат на идеолошкиот спектар. 40% од младите не знаат дали стојат на левата, на десната или на централната позиција во политичкиот спектрум. Мислам дека оптимизмот за слободата која што младите во такво општество ја носат е преизбрзан и треба да не загрижи оваа ситуација. И конечно, во еден таков свет, без можности, без сензации, без прозори, со отворени хоризонти, имаме младина за која што истражувањата ни даваат поразителни податоци. Барем за мене. Младина која што над 90% се одредува како со религиозна припадност. Само 2% од младите имаат доблест да кажат дека се атеисти и да ги доведат под знак прашалник големите вековни канони. Имаме младина за која што истражувањата ни кажуваат дека живеат во два родови одделени света, на машки и на женски, во кои што момчињата се уште се носители на факелот на насилството. Девојчињата се справуваат со сопствените проблеми во депресија, во себе казнување и во изолација. Имаме млади кои што се хомофобични. Имаме млади кои што не сакаат да имаат сосед кој што е хомосексуалец. Млади кои што не сакаат да имаат сосед од друга етничка заедница. Тоа е исходот на изолацијата во една држава. И конечно, со таква младина треба да се постави финалното прашање. Кои се овие млади? Каде се во оваа младина оние чие што глас никогаш не е слушната, кои што постојано се исклучени? Оние млади кои што се хомосексуалци, трансродовите млади, младите од ромските заедници, младите со физичка попреченост кои што не можат нити во овој музеј вечерва да се качат и да присуствуваат на оваа дебата, а камоли да учествуваат во сите институции. Младите од руралните средини кои што немаат можност да бидат вечерва привилегирани како нас и овде да разговараат. Славчо, ви Младите благодарам. од сиромашните семејства кои што немаат прилика да платат такси да дојдат вечерва тука. И за тие млади треба да зборуваме и затоа оваа држава треба и како да биде загрижена за својот иднина. Ви благодарам. Како ви звучи ова дека 1/3 од младите, например, никогаш не биле во кино? Продолжуваме со дебатата. Ја канам следната говорничка од негацијскиот тим, Аделина Марку, наша позната колумнистка. Само уште еднаш сакам да потенцирам дека таа, иако е директорка на дипломатската агенција пред МНР, тука зборува од свое лично име, не од име на институцијата. Повелете. Добро вечер. Мојот хороскопски знак е близнак, така што јас лесно можам да се наоѓам себе си и во групата на афирмативниот тим, а и во групата на негативниот тим. Одлучете се побрзо. И навистина му аплаудирам на сите аргументи што ги постави тука пред нас на мојот counterpartner Лупчо. Ние близнаците сме доста препознатливи по нашиот вивиден мозок, по нашата иницијативност и незавршеност на иницијативите.
а истовремено сме препознатливи и по нашата детињатост. Јас до вчера имав дилема дали ќе полнам сега во јуни 46 или 47 години. Јас посакувам да станам безгодишна. Така што прогласувам ageless генерација. Мојата генерација во принцип е ageless генерација. Бидејќи до овие 47 години јас успеав со голема емпатија и внимателност да ја чувствувам сопствената држава и да го чувствувам сопствената припадност. Чувството на суверенитет на државата е многу битна работа за мене како граѓани на државата. Затоа мојата теза денесна е мудра. Колку што повеќе старее човекот, толку полуд и помудар станува. Јас сум истовремено луда, бидејќи на моите 47 години сум решила сама да продолжам да одам не на рок парти, иако сум голем љубител на рок музиката, или бев голем љубител на рок музиката, туку сега електропартувам, сум голем поддржувач на технопарти, така што стално излегуваме во технопартите. Значи, мојата ageless генерација е спиритот на иднината. И ние сме, мојата генерација е таа што веќе ја води државата и ова е една многу голема позитивна страна за самата држава, туку и за начинот како го разбираме денеска суверенитетот на државата. Мојата теза е многу едноставна. Ние во минатото не сме сакале, ние сме одбивале, свесно сме одбивале да ги освојуваме и прогресивно ги канализираме сопствените човечки ресурси. Времето е сега тоа да го направиме. Време е да направиме и да градиме наследство во нашата држава. Многу по-прогресивно од наследството на нашите родители. Но за да постигнеме до овој степен, многу е битно да се деготира односот на love and hate према државата. Зошто го велам ова? Јас сакам да споделам интима од односот на моето семејство, членовите на моето семејство према државата и интимата на односот на државата према членовите на моето семејство. Сакам да докажам колку е битна битката на индивидуалецот во општеството и колку е битна битката на индивидуалецот да си го афирмира сопствената култура во тој голем хоризонт и во таа голема фамилија на другите култури. Татко ми е правник, заврши правни науки, беше правник, заврши правни науки во Загреб, Свеучилиште Загреб. Го памтам како човек кој беше доста кроатофилен, значи препознатлив код за еден интелектуалец. Тој многу лесно го прифаќаше културата на таа нација што порано од сопствената нација го препознал системот на вредностите. Татко ми веруваше во правото, но веруваше во правото за кое денеска ние зборуваме во државата, а недоволно сме го слушале татко ми на времето кога тој зборуваше за тој вид на право. Вивидното читање на законите и за living constitution концептот. Значи, промените што законите, новите закони ги носат во државата и вивидното читање на тие закони, ригидното читање на законите носат деспотски одлуки во државата и затоа тоталитаријански режими. Режими во кои ние доста добро знаеме, колку знаевме и умеевме да чутиме од стравот на лажната свест што го креиравме за нашите државни институции и за нашиот лидершип. Sad story, тажната страна за татко ми, кој беше угледен судија, доста каризматична личност. Јас се гордеев со него, дури и сега се гордеам со него, кога одам и се среќавам со постари судии во Македонија, тие ми велат, ти си ќерката на Маки, така го викале татко ми, бидејќи најверојатно бил и голем љубовник, претпоставувам. За жал, државата го следела татко ми. Тука
расте моментумот на хейт, првата траума моја како граѓанин на омраза кон државата. Вториот моментум, втората траума што ми се случи е преку судбината на мајка ми. Мајка ми е албанолог и македонист истовремено. Имате уште 10 секунди само да ве Таа подсетам. предаваше албански јазик и македонски јазик на децата од средно образование. Таа веруваше во културниот диверзитет. Исто така мајка ми беше следена во сите нејзини активности, граѓански активности. Денеска предизвикот е синергијата на културните предизвици, различните културни предизвици во државата. Тоа што ние не сме го гледале како предизвик порано. Денеска предизвикот е идејноста на економскиот развој во државата. Ке го спомнам на крајот и брат ми, кој беше меѓу пионерите на стартап иницијативите во Македонија. Тој создаде еден гигантен бизнис Western Union во Македонија, од кој денеска државата се горде бидејќи Аделина, извинете, морам да ве прекинам. Завршувам. Народната банка на Македонија вели дека токму тој бизнис го држи денарот недевалвиран и балансиран. Ви благодарам. Ви благодарам. Аделина на почетокот рече дека сака да се чувствува ageless, ама јас морам да ве потсетам дека во Македонија ние се сочуваме со ageism, еден правец кој што, особено ако од родов аспект ја превртиме приказната, во едно родово несензитивно општество во какво што живееме, е навистина сериозен проблем во однос на возраста на одредени жени. Но ајде да не правиме дигресија на темата, ја поканувам следната говорничка, уметницата Тања Царовска од Афирмативниот тим. Вашите 6 минути, повелете. Фала многу. 6 минути говор е ограничувачки, особено за некој како мене, што нема искуство во јавно говорење, само во пеење и музички настапи, и што некој што одамна попуштил исто така по македонски јазик, затоа што мојот интелектуален развој и преминување од дете во возрастен уствари се случуваше во англиско говорно подрачје, и затоа се надевам, нема да ми замерите ако читам или се подсетувам од белешките, тоа е затоа што сакам да го искористам максимално времето за поентирање, многу е кратко. Сметам дека многу проблеми и препреки во наше, во поднебје, се заради тоа што психологијата на народот или менталитетот многу тешко се менуваат, што е знак дека едукацијата која што имаме, каква што е, не дава големи резултати. Решив да не зборувам абстрактно или да не генерализирам, туку да посочам еден личен пример, за кој и ќе морам да читам затоа што е доста тешка тема за говорење и кога почнувам да ја раскажувам, едноставно се губам и сакам да ја напуштам просторијата и да гледам нешто интересно и забавно. Значи, пред 10 години беше мојот прв обид за враќање во Македонија, од која што морав да заминам од истите причини од кои што повеќето млади денес заминуваат. Значи, мојот личен просперитет и градење го гледав исклучиво некаде надвор, во странство, заради атмосферата на апатија и очај што ја чувствував, безизлезна атмосфера што ја чувствував во Македонија. А јас бев млад човек, полн со елан и полн со желба за работа и за надградување свое лично. Добро, заминав. Fast forward по 7-8 години, јас решив да се вратам во Македонија и да си купам стан во Скопје. Бев родител на 2-годишно дете веќе и сакав да имаме помирен живот во годините на нејзиното рано детство. Како прво тоа најде на чудни реакции. Очигледно репер за успех беше станато да одиш во странство и да останеш таму за секогаш. Доколку се вратиш, значи не си успеал, си пропаднал таму. Мене мотивите ми беа сосема други, значи почна да ми пречат гужвите на големиот град. Сакав моето дете да има помирно детство во Македонија. Копнев по слободното време кое во Македонија замислував ќе го има многу повеќе, за да се посветам на она што ми беше љубов, значи на музиката, на творештво, на нови создавање на нови дела мои, музика. Ете така се чувствував, значи чувствував таму дека ова овде е супер, прекрасно, меѓутоа јас никако и после толку години не можам да се почувствувам
како дома, и колку и да е прекрасно и колку добро да функционира сето тоа таму, јас осеќав потреба да се вратам дома и еднаш се живее, сакам дома, сакам од дома да живеам, од дома да действувам и спремна бев да се реинтегрирам на некој начин во општеството, пак тука каде што се чувствував, почнав да се чувствувам дека припаѓам после се. И дома се вратив, целата среќна меѓу блиските на свое тло, со стекнати огромни животни искуства, јас барем така си мислев, се почувствував моќна, силна и заштитена. Почнав да барам станови во Скопје и конечно се одлучив за еден стан. Собственикот кој го продаваше беше 80 и кусур годишен човек и кога виде дека имам намера да му уплатам пари, се претвори во ангел. Многу фин човек, си викам јас, онака баш, ми се бенди со човекот. Склучивме договори писмено на нотар, се договоривме да му платам 70% од сумата на станот, истиот ден преку банка, а за останатите 30% му кажав дека ќе треба да почека зашто морам да земам хипотекарен кредит. Како секој нормален човек, млад човек во светот. Се согласи тој, окей, земи кредит, му кажав дека ќе треба да се почека 2-3 недели и мојот кредит по исто толку време беше изготвен, многу лесно и со банката за некои 2 недели јас го повикав продавачот да дојде и да потпише во банка, дека банката по заложувањето, нели знаете сите како функционира тој процес, дека по заложувањето на станот под хипотека ќе му ги исплати парите и завршена работа, тоа е тоа, станот. Мене, а парите нему. И тука јас и тој завршуваме со купо-продажбата, за која што имавме потпишан договор. Но тогаш од ангел, тој се претвори во ѓавол. Не сакаше ништо да потпише. Тоа бил негов стан и тој не го ставал под хипотека. Тој воопшто не го разбираше стандардниот процес, како се зема кредит. Во секој случај кредитот го отплаќа продавачот, тој што го отплаќа тој што го купува, се извинувам, станот, а банката веднаш му ја исплаќа сумата на продавачот. Но никако тој не сакаше да чуе како што кажав. Океј, реков во тој случај да го раскинеме договорот и да ми ги врати парите. Но ни за тоа не сакаше да чуе. Видов, не видов, сум наишла на клин. Таква ми била среќата, се случува, по неколку месеци обиди, убедувања, бев приморена да си ја побарам правдата на суд. Останав и без стан и без пари, и јас се вратив дома за да станам бездомник. Меѓутоа, човеков да ми имал врски на суд. Судиката на крај ми рече, после многу рочишта и многу посети на суд и многу огромна голгота и просто разрушување психичко на моето цело семејство и обкружување и животот како што се надеав дека ќе ми биде и како што знаев дека треба да ми биде. Останав, како да сум дошла на суд да ми бае, ми вика да си отварала очи кога си купувала. Како да сум дошла да ми бае, не да пресуди. Сватив дека не се борам против еден неразумен човек, туку дека се борам против суд. Решив да си ја земам правдата во своји раце и да се вселам во станот да се борам. Но тој физички ме спречи, дури ми викна и специјална единица Алфи да ме избацат. Не му беше тешко да дојде во контакт со Алфите, зашто неговиот внук беше дел од една таква специјална единица. Сега сватив дека не се борам против еден неразумен човек, туку против суд, против полиција, едноставно дека се борам против држава. Од 2 годишно бебе мојата керка направи 6 години кога јас конечно успеав да излезам од судскиот лавиринт. Периодот кој требаше да ми биде убав и спокоен, поминат во правење музика, креативност и радост како мајка, мене ми помина во горчина и уништувачки стрес во решавање на непостоечки, банални проблеми, тривијални вртења во круг поради систем во кој норма е фаќање врски и подплатување. По 4 години конечно судот донесе пресуда која гласеше или да ми ги врати парите или да потпише за купопродажба. Истото онako судот можеше да го реши во 4 минути и за предмет кој во една нормална и развиена функционална држава ќе беше смешно да се задржи пред тој предмет повеќе од еден ден на суд. Тања, на ваков исповед навистина ми е непријатно, ве прекинам, но времето е прекорачено, многу кратко. Некој ми рече, ти беше јавна личност, те знае луѓе како ти се дозволило ова да ти се случи, можеш само на една телевизија да излезеш и ќе се решеше. Тогаш јас се сетив дека никогаш не се ни досетив тоа да го направам, зарем навистина живееме во држава во која телевизија треба да не спасува. На крај, значи и ден денес знам луѓе кои што не можат да излезат од тој ќорсокак и ден денес ги бараме нашите спасови, нашиот спас, нашите решавања на проблеми на телевизија и на Facebook. И на крај некој ќе речем дека младите се дрски, сакаат да се проднат низ тесна врата, сакаат да поминат лесно, па се такви точно, затоа што не се чувствуваат сигурни во преградите на својата
држава, се чувствуваат незаштитени и подложни на секакви манипулации. Затоа и самите стануваат манипулатори. Младите се производ на улицата, на општеството, на државата во која живеат. Благодарам. Ви благодарам, Тања. Ви благодарам за искреноста што ја споделивте оваа траурна, интимна ситуација која што ви се случило, која е само една рефлексија на тоа во колку корумпирано, во рефлексија на корумпираноста на општеството и за тоа кои се начините да се стигне до правдата и тешко на тој народ што треба, тешко на тие граѓани што треба да бараат правдата преку телевизиите, бидејќи одамна кај нас не постои правилото дека медиумите се четврта власт, дека треба да се некаков коректив на власта или пак дека се некаква седма сила. Го поканувам следниот говорник од Коста Петров. Тој е основач на P-World, од негацијскиот тим, бизнис автор и предприемач. Вашите 6 минути, Коста, повелете. Ви благодарам што се откажавте од Евровизија да бидете тука денеска. Пред да започнам би сакам да кажам дека сите вие всушност ја потврдивте мојата теза дека младите со вакви луѓе не треба да се грижат за своја иднина. Тука е мојата ќерка, вие две сте инспирација за неа. Славчо, ти си инспирација за сите, што значи да бидеш храбар. Што значи да бидеш на страната на вистината и да водиш битка која и како е тешка. Тања, ти за мојата ќерка и за мене си амбасадор на македонската култура и доказ дека нашите соништа се валени. Кога гледаме Троја и кажав, тато ја знае оваа девојка. А Бесфорд, ти со твојот хумор не учиш да им се насмееме на нашите проблеми. И сега, јас сум повратник. Мојата приказна за минувањето во Македонија започна 2002 година со ранецот. Решив јас си одам, бев во Америка, после тоа бев 4 години студира во Прага, после 4 години живеа во Дубај и во 2010 година поради финансиска криза бев приморан да се вратам во Македонија. Ќе кажам бев приморан бидејќи ни на крај памет не ми беше да се вратам тука. Сега ми се јавна моите и мајка ми се диреше на телефон. Ти нормален се, сите бегаат, ти се враќаш, пусто детов дека што ќе правиш. Но се вративме, беше многу тешко, основав тука компанија заедно со мојата сопруга. После првите 3 месеци ми дојде инспекција, ме казни 6.000 евра за тотално банална работа. Би сакал тоа да беше првиот и последниот шамар, меѓутоа имаше многу шамари. Заедно со моите колеги патуваме на секаде на светот и срекаме многу македонци. И често пат да ги прашувам, планирате да се вратите во Македонија? Некои, онма кажува, не, нема да се вратам. Некои би се вратили ако работите се променат. И сега сигурно си мислите, чекај човеков на која страна е овдека, пошто работите што ги кажа, се малце негативни. Го бранам ставот дека треба да ставиме крај на масовниот екзодус на младите од Македонија, но и дека треба да ставиме крај на нашето самосожалување и изигрување жртва. Го бранам ставот дека живееме во корумпирана држава, држава во која секојдневно се случуваат работи кои мислам дека најголемиот холивудски сценарист не може да ги направи, но и држава во која младите итекако ни покажуваат што значи да се донесе промена. И не зборувам тука за промена што ќе се случи за 5, 10, 15 години, туку промена што се случува сега во овој момент. Според Евростат 230.000 млади ја напуштиле Македонија од 1998 година и ова е навистина загрижувачка бројка. И тоа е факт. Но факт е дека токму поради нашите млади ние денес уживаме во оваа слобода која што имаме. Факт е дека младите нас не научија што е слобода. Факт е дека младите беа први преку студентски пленум што излегоа и кажаа што мислат. Кажаа што е промена, ни покажаа како е да се бори за промена и ни кажаа што значи да се донесе промена. И токму поради младите, а денеска можам јавно да кажам и да се насмеам за голем број на аматерски потези на оваа влада денеска. Загрижувачки е фактот и дека е многу тешко да се најде работа во Македонија. Но факт е дека во моментов се случува бран на млади луѓе кои велат мене не ми треба државата да успеам и започнуваат свој бизнис. Сте слушнали ли за Нина Николич? Нина Николич е можеби првата дама на регионалниот стартап свет. Сте слушнали за Петар Ниновски? Има отворена компанија која што се бори за практична работа. Арбен Јосуфив работува 100 млади луѓе. Им помага со ништата да ги остварат тука. Факт е дека не живееме во идеална земја, но факт е дека сме тешки фаталисти и не сакаме да прифатиме никаква поразлична наратива од тоа дека ова е the asshole of the world.
За секој македонец што сака да замине од Македонија, постои македонец што ќе остане тука и ќе се бори за промена. За секој македонец што вели никогаш нема да се вратам во Македонија, постои македонец што покажува дека и од тука можеш да успееш. За секој македонец што сака да најде работа, што мисли дека може да најде работа само со партиска книшка, постои македонец кој што ќе му каже успехот резултат на пот и макотрпна работа, а не на која партија припагаш. И всушност клучот за промената е многу едноставен. И сите ние го имаме. Клучот е следен. Да се научиме да ги цениме луѓето што успеваат тука, да се научиме да кажеме браво, да се научиме да го цениме и да го славиме тугиот успех, бидејќи успехот на секој наш сограѓанин е успех на целата земја. И во тунел сме, ама во тунелов има луѓе многу утикачи. Све што треба да направите е само да го запалите светлото и да видите дека постои светлина и тука. И за крај, тука е мојата 8-годишна ќерка. Знам ја на 14 години кога отидов на моите им кажав ќе се иселам од Македонија, не можам тука да живеам. И за мене ќе биде огромен пораз ако ќерка ми на 14, 15, 16 години дојде и ми каже ја не сакам да живеам во оваа земја и сакам да се иселам. И токму поради тоа сметам дека младите во Македонија ќе креираат земја со која сите ние ќе се гордееме. Иако не сум млад веќе, имам 34 години, ќе завршам со една клише реченица, но ќе сватите со тек на време дека во најголемите клишеа се крие најголемата вистина, ако не ние кој, ако не сега кога. Ви благодарам. Ви благодарам, Коста. Веројатно го разбирам вашиот идеализам од аспект на тоа дека завршивте порано, да. А мене ми титка вашето време, добро, јасно ми е. Ја упија работам, знам како уште. Значи, вашиот идеализам дека да, треба да се побуниме и да не ги прифаќаме конформистички, бесмислените, покорни животи, дека треба да го кренеме својот глас, но знаете како, не сум баш најсигурна дека во Македонија не се заборавени многу лица и не се наоѓаат на маргините на овој општество. Што е со оние со различна сексуална родова определба? Што е со децата без родители или децата без родителска грижа? Што е со оние луѓе кои на крајот на крајшата немаат еднаква иста стартна позиција? Би сакала и овие различните етнички групи и така натаму, би сакала и овие прашања малку да ги отвориме од публиката. Се разбира доколку имате коментари, ова не ви реплицирам вас, чисто давам правци и насоки во кои може да движиме дебатата, односно делот кој што е планиран со вклучување интерактивно на луѓето кои ни се во публика. Имате можност да им поставите прашања на 6 говорници од информативниот и од негацијскиот тим. Ве молам само да се представите и да бидете кратки во формулацијата на прашањата, кој што би била некаде околу 30 на секунди, а тие имаат можност да ви одговорат во рамки од 2 минути. Гледам дека микрофонот е веќе кај дечкото, повелете. Добре се? Да, не слушаме. Јас сум Вилден, честитки до сите говорници за вашите излагања, мислам дека сите бевте одлични. Во теорија се ова звучи супер, имаме неколку извршни представници на власта тука, па би сакал да поставам едно конкретно прашање до Ивана, која што зборуваше за прогресот на свеста. Дали прогресот на свеста значи дека Ивана Туфекџи како пратеник нема воопшто ни да постави прашање која ќе се именуваат контрапленумци, како што беше генералниот секретар и министерот за здравство? Дали тоа е прогресот што го очекуваме? Би можеле, ако преферирате да го одговорите веднаш прашањето, добро, ако не запомнете го или запишете си го, би сакала да соберем уште едно-две прашања, може некако овие 15 на 20 минути што ги имаме за дискусија да ги направиме во 2, 3, 4 блока. Собираме неколку прашања, одиме со одговори и повторно прашање. Многу кренати раце, повелете? Во собранието на Република Македонија, господјата Туфекџич. Во периодот од јули до декември 2017 година се донесени вкупно 32 закони во собранието. Вие си имате јавено еднаш за збор, 9 за реплика, 0 за процедурално прашање и немате ниту едно поставено прашање до владата на Република Македонија, па ве молам во вашите 2 минути да ме убедите како да не се грижам за својата еднина.
Се согласувам со говорничката Туфекџиќ дека младите беа тие кои го ослободија ова општество, меѓутоа би сакал да ги прашам исто така Туфекџиќ и Петров, дали чисто на интелектуално ниво е продуктивно да го фураме, условно кажано, на скопското лабаво ние, ајде само пошто младите беа малку помалку неосвестени од старите, сега да кажеме дека наједнаш не треба да се грижиме за младите. И на крајот би сакал за жал да констатирам дека според мене држава во која на една јавна дебата половина од говорниците одлучија да споделуваат лични приказни наместо да зборуваат за темата, беше едно разочарување и показател дека можеби и треба да се загрижиме за својата идеја. Може да одговорите Ивана, па потоа одиме повторно со прашање. Океј, фала ви на прашањето. Предпоставив дека како единствен политичар, иако ја сама себе не се перцепирам така на аргумент, ќе предизвика тоа интерес. Околу првото прашање, околу контрапленумецот, министерот за здравство, предпоставувам, јас не се сеќавам дека студентски пленум се бореше за тоа да тие кои што беа на другата листа се стават на црна листа. И ако тоа се бара од мене да го сторам, апсолутно немам и нема ни да имам таква намера, бидејќи јас на вистина не можев да најдам аргументи за да ја побијам стручноста на предлогот кој што стигна до нас во поглед на министар за здравство. Тоа е едниот момент. Вториот момент околу јавувањето за збор, точно 32 закони кои што биле изменети и дополнети во собранието во наведениот период. После наведениот период имам поставено 3 претенички прашања кои што ги чувте. Едното беше до јавниот обвинител на Република Македонија по однос на девојчето штитеникот во домот за деца без родители која била злоупотребена и не било постапено. Јавувањето за збор во собранието значи активност, односно дел од работата на еден пратеник, меѓутоа многу повеќе значи она што го правиме ние внатре во собранието во поглед на креирањето на политики и среќавањето со нашите конституенти, односно граѓаните и активностите кои што се промовираат особено во делот на кога сте владеачко мнозинство. Така што активност или неактивност не значи дека треба да сте загрижени за својата иднина, бидејќи на пример во собранието на Република Македонија има формирано клуб за младински прашања и политики, чиј што координатор како најмлада ми припадна да сум јас, инаку се состои од пратеници од сите политички партии, што укажува на тоа дека има консензус во моментов, иако не се работи за реформско прашање, туку се работи за исклучително важно прашање кое е високо на агендата помеѓу сите парламентарни групи во собранието за постапување по однос на младинските прашања. Така што мислам дека тоа би требало да бидат поважни теми отколку овие кои што беа поставени, иако ви благодарам за прашањето. Благодарам за одговорот. Можеме повторно да одиме со прашања. Еве човекот, да, повелете. Да. Здраво на сите, благодарност и честитки за организаторите. Јас сум Насер Мифтари, професор по историја од гимназијата за Флушмарко. Секој ден скоро сум присуствувам просечно на 2 евента вакви. И ќе бидам секојаш не 2, туку и многу повеќе евенти сегде кај што ќе има младите. Станувам за да кажувам дека сум 100% во помош на сите млади и сите нивни доследни поддржаници. Имате некакво конкретно прашање? Да, повелете. Моето прашање е: кој е начинот, најдобриот начин да мојот глас продре најдобро и највистински до младите и обратно, кој е најдобриот пат и начин младите нивниот глас да продре до сите оние кои се компетентни за нивното достоинство и достоинствен живот. Благодарам. Ви благодарам, да соберем уште некое прашање, па потоа говорниците ќе може да повелете. Ето, може и дечкото, веќе имаме 2 микрофони. Јас си го фатив микрофон, да. Па вака, јас сум на страната на
тимот од мојата лева страна, кој кажува дека треба да бидеме загрижени, треба да државата да биде загрижена, сум против овој тим. И конкретно имам прашање до Коста Петров или Јоана. Прашањето ми е да, со напорна работа се успева, и секаде се успева, и во Македонија со напорна работа ќе се успее, ама не е тоа прашањето, туку прашањето е како да добиеме нормален живот сите останати што не сме спремни, или немаме капацитет, или не сме талентирани, или не сме како тебе, не е битно да не даваме квалификации, туку како остатокот или мнозинството од населението да добие нормален живот, а да не ја бара таа шанса за нормален живот во останатите држави. Тоа ми е едното прашање. И Ивана, им одговори на твоите колеги што се од пленумци или не е битно, младите луѓе што се тука, ако судиме 1-0 за тебе, ама не одговори на прашањето зашто они ти поставуваат вакви прашања кога до вчера биле на истата страна со тебе. Значи тоа е прашањето, не е прашањето колку пати си реплицирала или си се вклучила во битките. И лично јас бев вклучен во сите тие протести и пленуми и така натака. И додека не се оформи новата влада и не почна да се случува се ова што се случува, јас размислував како некаква дистантна идеја да се одселам од Македонија, а сега ми гори, да не речам под небитно, за да си отидам од Македонија и мислам дека нема иднина во Македонија. Така да тоа се што се случува овие 2 години воопшто не ме убеди дека има некакви иднина ни за младите, ни за старите, ни за било кој во оваа земја. Ви благодарам. Повелете. Здраво, мислам дека можам да зборам. Видовме дека од првиот говорник од негација збореше за негативниот став млади институции. Па затоа прашањето ми е кон негацијскиот тим со оглед на тоа дека две од говорничките потекнуваат од државни институции. Изборевте за промената која што се случила во нашето општество, тогаш ве молам одговорете ако ништо друго на афирмација како ние денеска да ги гледаме, како ние младите да се гледаме денеска со институциите, каков е денеска односот според вашата промена во општеството? Може само господјата уште едно прашање, па потоа да одиме со одговори. Во првиот ред. Добро вечер. Овде доаѓам и како граѓанин и како активист во невладин сектор и како претходен лидер во банкарство, не во јавен сектор. И овдека јас ќе дадам една сугестија до првиот тим, дека навистина оваквите приказни што се индивидуални и на Аделина, дека тоа значи она што не се случува. Нашите лични приказни се нашиот живот, а ние сме државата. Прашањето ми е кон двете. Успешните овде имаат некаква предност. Луѓе, од нашата политичарка до последниот во јавна институција вработен, дали ние треба да имаме индивидуална предност или сите да имаме еднаков аршин на можности? Тоа сакам да ми одговори кој се чувствува најкомпетентен. Ви благодарам, може да одиме со одговори, повелете. Да, слободно. Океј. Ќе се обидам на сите три прашања да одговорам заеднички. Апсолутно од последното ќе почнам. Државата всушност е единствена улога која што јас сметам дека треба да ја има е во создавање на еднакви шанси на сите граѓани. А понатаму да остане, односно еднаков старт на сите граѓани. А понатаму да остане на сите нас дали ќе го искористиме стартот од кој што тргнуваме или не. Дали во овој момент нашата држава создава таков корпус на еднакви шанси? Не. Зошто? Затоа што имаме многу спора бирократија, многу тромава бирократија, каде што има партиски вработени, кои што не се работат својата работа, имаме корумпирано судство и имаме корумпирана полиција. Дали тоа ќе се промени, и стигнувам до одговорот кој што, односно до тоа дека нема иднина тука, бидејќи овие 2 години те разочарале, многу ми е жал што е тоа така. Дали тоа ќе се промени утре? Не. Не. Нема да се промени ни задутре. Ќе се промени веројатно за 3, 4, 5 години.
Ама ако сите си отидеме, нема да има што да се промени. И во тој случај, или пострашно, ако сите заспиеме, тогаш тие ќе си го менуваат повторно, или, еве, бидејќи ме ставате од тој круг, ние ќе си го менуваме повторно така како што сакаме. Односно, како што сакаат некои мокници горе. И тогаш, повторно, ќе останеме на истото статус кво. Тргнавме од тоа статус кво години наназад, сепак ќе се вратиме на статус кво. Зошто? Затоа што немаме сила да веруваме. И тоа го разбирам. И јас и во моето излагање кажав, внатре во системот е многу потешко. Ама ако надвор луѓето речат нема иднина и си одам, тогаш нема никаква цел да се остане внатре во системот. Затоа што нема за кого. И тоа е нешто кое што ме води до третиот, односно до второто прашање, измешав. Ве молам само пократко, Ивана. Многу кратко. Каков однос имаат институциите денеска со младите? Денеска има нешто, тука има многу невладени, односно граѓани од невладени организации ќе препознат работни групи кои што се прават во поглед на законски решенија, почнува консултативен процес за законот за млади, кој што се пишува заедно со младинските организации и представниците на партиските подмладоци. Имаше тематска владина седница поднос на млади, од која што произлегоа работни групи од барањата на младинските организации, за да стигнеме до еден таков структурен диалог помеѓу владата. Ивана, морам да ве прекинам, извинете, ама времето е толку. Потребно е време, ама и волја. Ако чувствувате потреба да се искажете, ќе можете и во вашите завршни говори кои најбрзо ќе следуваат. Дали Коста сакате да додадете нешто бидејќи бевте прозван или сметате дека е исцрпен одговорот? Само уклучете го микрофонот. Јас само би додал дека силно верувам дека не треба да чекаме државата да не промени нас, туку ние треба да ја промениме државата. Апсолутно се согласувам со тебе, јас сум тотално разочаран и повеќето се разочарани, меѓутоа секоја промена настанува чекор по чекор, тоа е факт. И другата работа е дека кај нас постои една работа каде што сите знаеме дека администрацијата е хаос. Никој не сака да влезе во администрација нормален да работи, што е паметен. Од друга работа се вработуваат партиски ликови кои што, мислам, малку ми не знаете, да ја бев советник за пиар на Арбен Таравари 6 месеци. Така да за мене одењето во Министерство за здравство тие 6 месеци беше кога некој да ме фрлил у центрифуга. Меѓутоа, сватив дека поголема промена може да направиме надвор од системот и верувам дека ова е на втора пократка транзиција од оваа што траеше 20 и кусур години. И она што е најважно дека нашиот глас мислам дека сега се слуша и дека нема да продолжи да биде вака, се надевам. Ви благодарам. Одиме, за жал немаме веќе време за прашања. Имаме Вака да ви кажам, на почетокот во сите материјали, ве молам да ме сослушате, во сите материјали, во сите најави, во целото 9-годишно искуство на аргумент, правилата се прецизни и структурирани. Се работи за организирана дебата која што има временски формат. Времетрењето на поставување прашање одамна е завршено, дозволив уште малку време на знак на организаторите од Младински образовен форум. Следува делот со завршните говори. Се надевам дека конечно ќе се научиме да дебатираме без призмата на лични квалификации и етикети, туку низ структурата на аргументот и со доволна доза на почит кон туѓото и различното мислење. Во овој момент стигнуваме до завршните говори. Господја, се разбира дека имаме време, госпогица, имаме време, знаете што, ова е формалниот дел од дебатата. По завршувањето можеме да останеме колку сакате и да им поставите многу прашања. Ве молам, без параноидни сценарија. Еве вака, тука се присутни организаторите од Младински образовен форум, ве молам нека ми дадат знак, дали смета дека треба да го прекршиме правилото? Јас мислам дека треба да го прекршиме правилото. Ајде. Прекршивме, ајде, може, уште колку време имаме за прашања? Повелете, госпогица.
Сега ќе ви донесат микрофон. Пробајте само вака малку со посмирени страсти, нели на крајот на криштата, целта на дебатата е со силни и со жестоки аргументи, а со смирени емоции, така? Не е идејата да ни се криваат емоциите, туку да имаме силни аргументи. Повелете. Ова ќе биде последното прашање, ве молам, временски сме лимитирани. Повелете. Пробајте да го вклучите микрофонот. Јас сум Силвана Ивановска, ви благодарам што дозволивте да поставам прашање. Ана ги спомна ранливите категории. Јас, како дете без родители, покренав иницијатива пред 6 години за вработување на деца без родители во државните институции. Таа кампања резултираше со активна програма на владата, каде што во моментов се вработени на 150 деца во тие институции. Очекуваме и актуелната влада да ја продолжи таа мерка. Имам едно прашање до пратеничката Туфеджик. Ме интересира дали вие сметате дека деца без родители после 26 години согласно Законот за семејство, член 181, треба да плаќаат трошоци за нивните родители кога ќе се појават. Не сметате? Дали ќе ја поддржите иницијативата која покренав за промена на тој закон како пратеник? Дали мислите дека е соодветно прашањето, само кажете ми во рамки на оваа дебата? Зошто да не? Јас сум млад човек, дали да останам у Македонија или не? Добро. Дали држава со вакви услови, какво ни е здравството, какво ни е образованието, каква ни е безбедноста, дали некој се чувствува безбеден? Ви благодарам, Ивана ќе ви го одговори прашањето. Не, Повелете. Благодарам. Но ќе ве замолам после завршувањето на оваа дебата да ми ги дадете документите и истражувањата и се што е потребно во поглед на измена на еден закон, за да можам да ја проверам информацијата и да стапиме во комуникација. Благодарам. Ви благодарам. Навистина мораме да го завршиме делот со прашања. Мене ми е драго како модератор, еве уште едно прашање ќе дозволиме. Ми е драго што има толку голем интерес, но повторно ве уверувам, значи ова е формалниот дел на дебатата на аргумент, има структура која што е прецизна, временски лимити, се разбира дека сите прашања може да продолжат и по завршувањето. Повелете, кратко, имате 30 секунди за прашање, 2 минути за одговор. Ана. Значи, Ставчо спомна една многу добра категорија, ромите. Како живееме, како државата да се грижи, кога се уште имаме телевизиски емисии за ромите кои се зборува, се прикажува джелем и зборот цигани. Кога зборуваме за вклученост на младите да го кажат своето мислење во вакви емисии, каде е гласот на ромите, тука не гледам представник од ромската заедница. Зашто зборуваме ние во парламентот и не знам што, кога уште ромките девојчиња ги третираат како Есмералда од цртаниот филм Квазимодо, кои што знаат само да танцуваат и, како се вика, бегинг, простат на улица. Значи, има и друга страна кај ромите и во оваа земја треба да се види и таа страна. Јас сум горда ромка, имам зад себе 2 магистратури во странство, 5-годишно дипломатско искуство и многу сум стрекна да кажам дека сум ромка. Докаде кога во парламентот постојано како роми се некомпетентни лица кои што ја срамат нацијата. Каде се другите успешни роми? Каде? Зошто тука нема ром, а зборуваме за еднаквост? Ви благодарам за вашиот коментар. Јас лично ќе си дозволам да ви одговорам, се согласувам со ужасната медиумска репрезентација на одредени етникуми, на одредени групи. Се радувам дека ова општество секој ден од ден на ден повеќе ќе има слух за интеграција на сите негови граѓани. Ви благодарам за коментарот. Сега одиме со завршните заклучоци на 6 теми на говорници од двата тима и ве уверувам дека дебатата може да продолжи, се разбира, и по затварањето на формалниот дел. Го поканувам Бесворд да го направи својот заклучок во следните 3 минути. Секој од вас има по 3 минути. Повелете, излезете. Ја ќе се осврнам малку на говорите на тимот на негацијскиот тим, започнувајќи секако со Ивана која што прва говореше, каде што спомна дека до 2014 не ги делела ставовите кои што ги дели сега. Јас би на тоа би рекол дека јас сум сосема обратен случај, бидејќи од лани веќе не ги делам ставовите кои што ги делев до лани, затоа што до лани ние се надевавме на одредени промени и се боравме за одредени промени. А тие промени дојдоа само како партиски промени, а не како суштински промени.
Потоа спомна дека млади кои што точно дека ние во Македонија имаме млади кои што точно знаат што сакаат. Па да, и заменување од Македонија е точно да знаеш што сакаш. Потоа Аделина спомна дека незината генерација во минатото одбирала и се борела за нештата што ги сакала. И да, и да заменеш од Македонија е наистина ужасна борба и тоа исто така треба за да се замени од Македонија треба да се знае што се сака и каде сакаш да замениш. Потоа во однос на говорот на Коста, да, извини за името, се кажа дека се збори за промени, но не се спомна ниту една конкретна промена. Значи речи си сите збора за промени, но не се кажа ниту една промена, конкретна промена, што точно се променило во однос на минатото и во однос на сегашноста. Потоа за тие македонци кои ќе останат и за сите тие македонци кои што ќе се вратат и ќе бидат успешни овде, секако дека има такви и ќе има такви, но која е цената која што тие луѓе треба да ја платат за да се биде успешен во друго место? Сигурно дека борбата е многу поголема, но времетраењето е многу покусо. Ивана спомна дека од околу 3-4 години би се промениле нештата. Веројатно денес размислува како политичар, па гледа од призма на еден мандат. Али ја не верувам дека за 4 години би се промениле нештата. Верувам дека нештата може да се променат, но можеби после 20-30 години. А 20-30 години се навистина огромен временски период за сите нас, за да се жртвуваме себе си и сите идни генерации за да очекуваат за нешто да се промени, нешто суштински да се промени. И затоа велам дека држава со ваква младина навистина мора да биде загрижена. Благодарам. Бесмрт ви благодарам. Ја поканувам да го направи својот завршен говор Ивана Туфегич, повелете. Благодарам, Ана. Јас и пред малку кога одговарав на некои од прашањата кажав дека ако сите се заминеме тогаш нема да има никаква поента воопшто било што да се реформира. И јас сум зборувала за екзодус кој што се случувал и се уште се случува. И тоа е поразот на македонското општество во изминатите 27 години. Значи не е тоа ни од вчера, ни од завчера. И таков еден систем од 27 години поставен се менува исклучиво со силни и гласни граѓани. Никако поинаку. Затоа што ние добиваме, и сега не зборувам како пратеник, во моментот зборувам како Ивана. Ако ние не викаме доволно гласно за да не чујат, тогаш нема никаква цел да било што менуваме во општеството. Не може ништо да се промени, нема кој да вика. Нема кој да вика за било кој што е обесправен во општеството. Во говорот Дона на почетокот кажа многу е лесно да се бориш против и сега доаѓа тешкиот дел кога треба да кажеш нешто за. И тука веројатно ние сите имаме сериозен тест пред себе. А тоа е како додека се боревме против бевме сите сплотени заедно, меѓутоа сега кога треба да се бориме за, тогаш се случува една дисперзија на размислувањето, што е сосема нормално и така треба да биде. Меѓутоа мислам дека не ни треба многу време за да научиме дека сега можеме да ги реализираме некои од идеите кои што сме ги имале претходно, додека сме биле заедно кога сме се бореле против. И мислам дека тоа е пат од кој што не смееме да се повлечеме, затоа што ако се повлечеме, тогаш да, аеродромот веројатно, како и да се вика, ќе ни биде следна станица и тука ќе останат веројатно само политичарите кои ќе носат одлуки за самите себе, а веројатно не тие. Ви благодарам. Ви благодарам. Славчо Димитров, повелете со вашиот заклучок или со вашиот завршен говор во следниве 3 минути.
Може би само едно кратко резиме и осврт на дел од работите кои што беа кажани. Она што сакав да го поставам како концепт и како теза е дека не постои човечко суштество, џабе се, перфидно, безобразни се мантрите кои што ја повикуваат решителната и одлучна индивидуа, ти можеш, твоја е еднината, твоја е одговорноста. Перфидни се тие мантри. Идете на дечињата кои што живеат во шутка во куќи без прозори, без никаква можност, никаква социјална мрежа, никаков социјален капитал, никаков културен капитал, затоа што никаква општествена структура не е поставена за да ги поддржи тие животи. Идете им, кажете им дека треба да работат со голем труд и да бидат решителни за да успеат. Тоа е перверзно. Идете, кажете им на малите дечиња кои што се трансродови во училишта, а кои што ги имам интервјуирано, кои што секој ден на школа е со тепање, со понижување, со навредување. Во социјалната психологија има нешто што се нарекува self-fulfilled prophecy, а тоа е кога маргинализираните, исклучените, угнетуваните групи почнуваат да ги исполнуваат очекувањата на опресираните, односно го немаат капацитетот да го постигнат истиот успех. И тоа е прашање не на индивидуална одговорност, тоа е прашање на историска и општествена опресија кон одредени групи во општеството. Кога зборуваме за младите, кога ги ставаме во преден план и кога сакаме да кажеме каде треба да се најдат, мораме да ги земаме овие истории на нееднаквост во предвид. Тоа е првата поента. Во таков контекст, државата не е овде да биде големиот суверен патер или некаква патерналистичка улога. Државата ја сочинуваат први граѓаните, ја сочинуваат општествените мрежи, ја сочинуваат хоризонталите на солидарност, ја сочинуваат различните власти во општеството и мноштвото од институции. Тоа е суштинската инфраструктура која што постои за да луѓето можат да се движат, да прават нешто заедно, да работат, да креираат. Тоа е причината поради која што постои полисот како политичка единица, поради која што луѓето се собираат и прават нешто заедно. Ако тоа им го одземете на луѓето, џабе е да им повторувате уште 100 пати неолиберални мантри дека индивидуата сама треба да застане одлучно за сопствената идеја, се бори за успехот. Понатаму, успехот, па тоа е една толку проблематична категорија. За да успеете морате да исполнете 500 норми, 600 општествени конвенции и конечно да погазете преку еден куп лешеви и во крајна линија да посочите со прст и да ги правите дополнително одговорни оние кои што општеството веќе ги фрлило во тињата на заедницата. Ако сакаме држава за чија што иднина нема да се грижеме, односно за иднина со чии што млади нема да се држиме, ќе мораме првен да изградиме држава која што ќе им даде на младите можности да станат нешто друго од тоа што се сега, а не да останат она што сега се. Хомофобични, изолирани, преплашени, анксиозни и постојано одговорни за сите нивни неуспеси. Фала. Ви благодарам. Ја поканувам Аделина Марку со реплика, односно со завршен заклучок. Повелете, сакате одговорница, сакате од позиција, каде ви е згодно? Ги слушам вашите аплаузи и се чудам, а и се прашувам што представува Македонија за сите нас денеска. Дали ние се чувствуваме како дел на оваа држава или стално сакаме да ја одбиваме државата и да се жалиме зошто ја одбиваме државата и да јустифицираме со бег од државата. Чудни, параноични, парапсихолошки трауми кои чудесно сме ги генерирале во државата заради таа лажна свест што сме ја креирале за општеството и за ексклузивноста на општеството.
Јас верувам во оваа држава, јас не сум македонка, јас сум албанка. И да, за сите вас ќе биде многу интересно кога ќе го слушате ова дека верувам во оваа држава, но знаете ли зошто верувам во оваа држава? Заради приказната на мојата фамилија и заради нивната гордост, заради традицијата и наследството и заради мојата собствена култура да почитувам чувство на припадност. Човек што и граѓанин кој не умее да почитува чувство на припадност, тој не е граѓанин. Тој е човек кој не припаѓа никаде. Јас не сакам оваа публика да ја гледам аплаудирајќи на тие ставови кои не припаѓаат на нас само, туку на тие се холистички ставови, незадоволствата се насекаде во светот. Но ако ние не се охрабруваме доволно да таа промена што се случи во денот на изборите, ја продолжуваме, тогаш ние не знаеме како да се соочуваме со собствената вистина. Еден моментум, например, имаше една говорничка стартап иницијатива, госпоđа Фейзи, која произведува моцарела во Гостивар. Таа рече вака и беше говорник во говорница организирана од USAID. Таа рече вака: ние сме многу успешна фамилија во производството на моцарела во Македонија и доста препознатив бренд, не само во Македонија, туку и во регионот. Што туку добивме огромен ИПА фонд од Европската Унија и огромен USAID фонд за реконструкција на нашата машинерија за производство на моцарела. Ние имаме проблем. Ние немаме млади кои би сакале да работат во нашата фабрика. Нашата фабрика е модерна, богата и светска, стандардизирана по европски стандарди. Не знаеме зошто младите бегаат, додека во собствената држава ја имаат иднината. Вие треба да им аплаудирате на една Македонија која има создадено простори кои ние не сме ги освоиле. Ја затоа реков, предизвикот е сега да ги освојуваме тие простори кои ги негиравме, ги одбивавме цел наш живот. Тоа е срамота. Тај гордоста вратите го, луѓе. Тоа е патриотизам. Ви благодарам. Ја поканувам уметницата Тања Царовска со својот завршен говор. Повелете. Стиснете се. Благодарам. Јас како приказната со фабриката со моцарела, тотално сакам да негирам за како веган, така да јас би инвестирала во некоја друга фабрика и производство на растителна исхрана, затоа што тоа е подобро и за нашето здравје и за нашата планета, но тоа е сосема друга тема. Како и еден ден се надевам дека и за тоа ќе имам можност да дебатирам. Како и да е, значи еве, кажавте дека треба да се вратиме каде што припаѓаме, дека треба да чувствуваме да имаме чувство на припадност. Јас поради тоа чувство на припадност се вратив во Македонија. Меѓутоа, ете, видовте на што најдов и тоа не беше единствениот таков случај на кој што најдов моментално, продолжив да наидувам нон-стоп на камења и на клинови. Значи, постојано беше борба, постојано е борба тука во оваа држава да се опстане и да се просперира, затоа што толку време кое што ние можеме да го посветиме на просперитетно време, значи на креативно ние го губиме со банални работи, како што реков, и вртење во круг. Значи, јас тотално се разочарав поради моето враќање, иако имам многу надежи се уште за оваа држава, а јас имав само разочарување. Оваа дебата, сакав да спомнам дека е уствари дебата во која сите сакаме да бидеме на негацискиот тим, на страна
нивна, меѓутоа за жал затоа што никој не сака да се грижи, нели сите сакаме да бидеме оптимисти, но не можеме да не се грижиме. Значи во држава еве како во која што на пример никој не знае да рече извини. Еднаш еден човек на блага угорница се удри во мене со колата затоа што заборави да ја крене рачната. Јас бев позади него во автомобилот и не мрднав во место, тој мене ме удри. Излезе надвор и јас верував дека ќе излезе да ми се извини, тој почна да ми се дере, буквално само што не ме истепа, што правиш, мори ти, ме удри. Значи тој мене ме удри, меѓутоа тој воопшто не сакаше да се преиспита што точно се случи, автоматски јас сум крива. Не може да не се грижиме во земја каде што илјадници млади има на концерти на Аца, Лукас и Цеца, а во филхармонија на еден концерт на кој што може 150-200 денари да дадат младите, има половината седишта се празни. Не може да не се грижиме во земја каде што постои ејджизм и тоа е толку деструктивно, секојдневно уште слушаме оди Морис Старко си начукала 50 години или пак оди бе ти копил ништо не знаеш и може да го манипулира и да се изживува врз него како што сака само зашто што некој е помлад и помлада. Не може да не се грижиме во држава каде млади се иселуваат најмногу, а во споредба со на пример Англија каде што старите се иселуваат во Шпанија или Грција да си поминат старите години убаво. И значи ќе кажам еден случај со еден англиски научник, само минута, кој што многу се љути, кој што во последните 20 години или 30 години или 40, не знам, точно се занимавал додека светот чита романтични новели, тој се занимавал со проблемот на климатски промени и им се љути на други научници кои што викаат како може научници да речат let's be optimistic, како можеме да бидеме оптимистични, значи и планетата ако бидеме оптимистични за 100 години ќе ја снема нашата планета. Дали ви гледате дека секој може да стане веган? Дали гледате дека луѓето може да престанат да летаат толку често за да ги намалат carbon footprints? Дали гледате дека луѓето ќе се откажат од тие своји задоволства, користење на пластични шишиња на пример, нели, за да направат промени? Не, никој не може. Вика со оптимизам не може ништо да оди напред. Напротив, кога не сме оптимисти, кога сме загрижени и се грижиме, тоа е единствениот начин да не се биде оптимист, е единствениот начин за работите да се придвижат напред и на подобро. Ви благодарам. Пуста, вие сте последниот говорник со заклучокот за овој аргумент, повелете. Фала многу што дојдовте, имате убава вечер. Во мене моментов има два гласа. Едниот глас ме вика, леле, колку се управува вие, и ми иде онака да отидам кај нив, а има еден друг глас ме вика, не, седи си тука. Истото се случува, мислам дека и во публиката. Позитивното е тоа што сме вокални, значи знаеме да го изразиме бесот. Меѓутоа пак, и ова го спомнав и минатиот пат, како ние самите да не сакаме да успееме. Ја тоа го добив. Дека како ние самите сакаме ова да пропадне и разочарани сме, сите сме разочарани. Меѓутоа, пак ќе кажам, и ова не е ни научно докажано ни ништо, туку верувам дека мора да веруваме дека промената настанува ден по ден и колку и да звучи ова, не знам, спиритуално или неолиберално или шо и да е, дека ти ако не веруваш дека нешто има потенцијал да успее, не може тоа да успее. И Тања, многу ми е жал што си имала толку негативни искуства. И многу ми е жал што не ја сакаш Македонија. Се зезам, не, се зезам. Меѓутоа, факт е дека и јас и ти кај да одиме, шо и да правиме, кај да бидеме, колку и да бидеме успешни, во нашата биографија и кај тебе на Википедија и сегде пишува Born in Macedоnia. И ние, и луѓето што можеби се иселуваат, можеби тие се тој знак, тие амбасадори што ќе прошират некаков позитивен збор за Македонија надвори, дека тоа можеби ќе дојде и тука и кај нас и дека еден ден ќе се разбудиме и ќе кажеме дека имаме шанса за успех. Ја одбивам да верувам дека оваа приказна е завршена. Фала многу, пријатно.
Тешко на мене сега со некаков заклучок после сите овие говори. Ми се чини дека денеска онака баш пливавме меѓу генерализациите за девалвираните општествени вредности и личните приказни од друга страна, меѓу потребата, необходноста од некакви системски решенија, од силни институции, од институции и органи кои што ќе вратат правдата и чувството дека во оваа земја работите ќе го фатат својот ред, до некакви интимни исповеди кои изнудија и емпатија. Во секој случај, овој аргумент беше еден вид одлична вежба, одлична школа, одлична лекција за тоа како се дебатира и со силни аргументи и со силни емоции. Веројатно едно без друго не е возможно. Покажа дека и ни структура и покрај тоа што има толку различни мислења и меѓу говорниците и меѓу вас во публика, сепак можеме да се организираме и во структура разумно да го почитуваме туѓото мислење. И ова не е само некаква мантра, навистина го добив интимно како некакво сите за вниманието, бевте навистина инспиративна публика, гледам од изразот на 6 говорници, верувам дека и тие го задоволија вашиот апетит зашто е тоа структурирана дебата. Секое прашање кое што ви остана во глава може да им го поставите после овој формален дел. Уште една благодарност и до организаторите Младинскиот образовен форум и би сакала уште еднаш идеалистички, хипички, наивно, младалачки или како сакате, иако одамна не влегувам веќе во категоријата на млади луѓе. До која година беше границата? Да, знам. Би сакала уште еднаш да потенцирам дека младите го имаат најточниот нишан, параметарот за тоа, тие се всушност оние кои што живеат. Затоа е потребна силна држава и силна институција, а нашата борба паралелно продолжува секој ден и тука, и низ дебата, и на улица, и низ протести, и низ разни алтернативни уметнички форми, низ артивизам, ни што и да сакате, да се бориме за сите неправди и за подобро општество. Сега ве поканувам сите кои што сакате да рефлектирате за она што беше кажано, ќе можете дебатата да погледнете и онлайн на Facebook страницата и на YouTube на Младински образовен форум од утре, а тие кои што сакаат да дебатираат, реков, ќе бидат говорниците достапни и после формалниот дел. И сега ве канам на терасата на Музеот на современа уметност. Извини, да, може да го нарушам малку само со една реченица. Да? Со оглед на тоа што останаа многу прашања не поставени, а и со оглед на тоа што јас верувам и останавме и со многу други аргументи не искажани, ако што ги имаме, дури веројатно имаме и реплики да си кажеме еден на друг, велам и тврдам дека вакви дебати мора да ни се случуваат што почесто. Благодарам. Браво! Дебатата продолжува на тераса на музеот со музиката на Pineapple Express, Петар Антевски, Ивана Низам, да ги испочитуваме и да уживаме и имајте пријатна вечер. Ви благодарам. Hvala, Videvski. Јас мислам дека ќе пријатна вечер. Ljubče, hvala.